Ужасна смрдеа е првото нешто што ќе ве пречека на влезот во единствениот стационар за привремено згрижување бездомни куќиња Вардариште. Објектот е стар и руиниран, а боксовите во кои се сместени куќињата се со дрвени легла. Неколку педи ги делат импровизираните пластични чинии за храна од фекалиите. Просторијата е минимално загреана. Има дел и за летно сместување на куќињата со неколку боксови и амбуланта. На куќињата тука им се прават крвни анализи за болести, се стерилизираат и доколку никој не ги вдоми, за 10 дена се враќаат каде биле заловени. Капацитетот е за максимум 100 куќиња и според службите тоа е доволно. Очајната состојба во Вардариште ја потврди и работната група на град Скопје, во која учествуваше и граѓанскиот сектор. Правилникот за технички услови за прифатилиштата налага поинакви стандарди во стационарите. Објектите треба да се градат од непропустлив материјал кој лесно се дезинфицира, отпорен на влага и корозија. Животните во прифатилиштата не смеат да се изложени на физичка болка, страв и неудобност. По едно лице би требало да се грижи за 20 куќиња, а најмалку 1,5 квадратен метар треба да има едно куќе. Не треба да има физички контакт меѓу животните во боксовите, но хартија се трпи, исто како и куќињата. Препораката ни е да се обрне внимание точно на оние потреби кои што куќињата моментално ги немаат таму. Значи тоа што е ставено во извештајот да се изведе така, за конечно да почне да се нормализира ситуацијата и да може би и луѓето поинаку ќе почнат да ги разбираат бездомните куќиња, кога ќе ја видат целата слика да е во чисто, во убаво и куќето средено, здраво и насмеано. Од јавното предпријатие Комунална хигиена, под чија надлежност е стационарот Вардаиште, не сакаат да го коментираат извештајот на градот Скопје. Велат дека објектот постојано се одржува, а годинава ќе реновираат. Во Вардариште работат вкупно 24 лица, од кои 15 се задолжени за третман на бездомните животни. Секоја дополнителна помош од град Скопје, велат е добре дојдена, но дополнуваат дека се трудат храната и условите да се на што е можно похумано ниво за згрижените животни. За разлика од Комунална хигиена, градоначалникот на Скопје вели дека е неопходна реконструкција на стационарот, но реновирањето се уште не може да се реализира, бидејќи стационарот е дивоградба. Нашата идеја е конечно дека стационарот Вардариште, откако ќе го легализираме зашто некој го изградил дивоградба, ќе го реконструираме затоа што за тоа сме предвиделе средства, ќе го внесеме концептот на чипирање на животните пред се и домашните миленичиња за да направиме цената ефтини да можеме да ги лоцираме и домашните миленици и куќињата скитници, треба да биде даден како концепт на управување на невладините организации во градот Скопје. Градот Скопје секоја година обезбедува 7 милиони денари за стационарот, иако се потребни двојно повеќе. Зголемување на оваа сума не е најавена, бидејќи според нив немало зголемена интервенција со бездомни куќиња на терен. Од останатите скопски општини, засега само Центар потврди дека издвоиле 6 милиони денари за изградба на стационар за бездомни животни и се разгледуваат локации за нов стационар. Невладините организации му побараа на градоначалникот на аеродром Златко Марин да изгради прифатилиште за бездомни куќиња. Предлогот се уште се разгледува.